за психолошката страна на суеверијата, што не тера да веруваме во нив и како тие влијаат на нас, денеска со Деспина Ковачевска, гешталт терапевт во едукација. Која е разликата меѓу религиските верувања, меѓу суеверијата, меѓу убедувања, меѓу верувањата во енергија, во универзум, во кристали, во тарот карти? Да, инаку имам и тарот картите со мене. Нема стереотипи, значи? Да, нема стереотипи. Вака, сите тие всушност еден механизам на заштита ни задоволуваат, односно ни помагаат да се заштитиме од сите оние несигурности и суеверијата главно постојат баш од таа причина кога ќе сме пред некаква несигурна иднина, пред некакви стравови од тоа што ќе се случи во иднината. И ако не можеме да си помогнеме, што е поголем овој страв, што е поголема оваа несигурност, тоа се појаки суеверијата или овие да речам објаснувања дека ако нешто направиме, нешто ќе се случи што ќе ни помогне. Кога зборуваме за религијата, зборуваме за еден систем на верување кој што е институционален систем на верување, кој што има хиерархија, кој што има припадност на група, исто така има обреди. И тој е различен од духовноста. Кога зборуваме за духовност, зборуваме за потрагата по нешто повозвишено, некаква смисла. И тука самата личност ја бара оваа смисла, повисока смисла, а додека зборуваме за некои енергии, верувања и суеверија, тогаш зборуваме за буквално ирационални, реактивни некакви однесувања, каде што не знам, ако ја оставам ташната долу, нема да имам пари. Некоја пракса во текот на нашиот живот, во нашето секојдневие, се покажало дека нешто функционира. Секој излегување од таа матрица која што на нас ни дава сигурност, без разлика дали сме ние врзани сега за некои суеверија во текот на денот, нели? Секој излегување ни создава страв. Јас додека бев на пример на факултет си имав некакво уверување дека пред секој испит, пред секој битен ден морам да носам нешто што до сега не сум го облекла. И нема никакво објаснување рационално во тоа, освен фактот дека јас никогаш не паднав на ниту еден испит, ама секогаш носев нешто ново. И во мојата потсвест можеби се создава, се билда некаков систем на свесни или потсвесни верувања дека тоа ќе биде така. Има луѓе кои што секојдневно денот го почнуваат отворејќи нели да погледнат хороскоп. Можеби некој врти карти. Не знам, ги свртели картите пред да дојдеш во студио? Да, не го направив тоа, може ако сакаш да го направиме после. Сакам. Има најразлични системи кои што нудат одредена, да речам, одредена поддршка за нашите стравови или ни помагаат полесно да смислиме нашата иднина, при тоа да има на што да се потребаме, бидејќи нели денеска ние живееме во еден многу несигурен систем. И тоа е вистината, во еден систем кој што ние сме окружени со војна во Европа, војна во Палестина и постојано сме бомбардирани на интернет од сето тоа што се случува. Бараме безбедна оаза всушност. Да, и тоа зашто луѓето во најголемиот дел нели си препишуваат иднината, некако си пробуваат да си помогнат, да си најдат објаснување и да си најдат сигурност во таа. За разлика од нашите не знам родители претходно во системот на социјализмот, на пример, тие работат една иста работа 20 години, ние на пример помладите си менуваме работа на секои 3 години, работиме во странство, работите наши не се сигурни. Работиме дигитално. Дигитално и сето ова е еден тотално друг систем од таа што сме научени и затоа имаме и нов систем и на верување. Ако доминантниот систем на верување во минатото била религијата, од паганизмот, нели, подоцна е религијата, генерациите кои најмногу веруваат во така наречени енергии и не знам манифестации, такви се најчесто millennials и Gen Z, односно оние што се родени 81-а, од 81 па навака, да, додека постарите, да речем, постарите да не се навредат, повозрастните гледачи ќе веруваат во некој систем што е повеќе институционален, како религиски систем или верувања кои што се повеќе традиционални. Значи, ако црна мачка ми го помине патот, не знам, скршам огледало, сега тоа кај поминам под бандера. Да, тоа кај младиве го нема. Односно, младите луѓе и децата кога ги примаат овие суеверија, односно начинот на кој го учат е баш преку семејството, преку социјалната средина и овие работи ги примаат од семејството, од постарите на некој начин. Додека пак возрастните кога веруваат во одредени суеверија, тоа го прават бидејќи нели од таа несигурност, ама и од конфирмацијскиот бајас, што го нарекуваме ние, односно кога ќе ни се потврди нешто, ова ти што го зборуваш. Значи, одам на испит, облакам нешто ново,
и го положувам испитот и само така си ги потврдувам своите верувања дека тоа е така. И влегувам во конзумеристичко општество. Константно се купува нешто ново. Како влијаеме на децата? Претпоставувам дека тоа е несвесен систем кој што го наметнуваме, бидејќи децата не се во состојба самите да го изградат својот систем на верување на стравови, тоа го пренесуваме ние возрастните врз нив. Но денеска децата се изложени на многу информации од различни страни. Се менува ли затоа можеби нивната самодоверба, да кажеме, нивниот вредносен систем, нивниот систем на верувања? Пред малку ми кажа дека помладите веруваат во енергии. Тоа е можеби некоја... Да, во self-care, во манифестации, во... за разлика од, пак ќе речем, повозрастната генерација, помладите генерација, ама и генерално секоја нова генерација сака да е, како се вика тоа, да е пркоси на таа посланеза и бара индивидуалност, бара нешто различно и бара да избега од правилата, ама при тоа зема некои други правила и други се верија што суштински или квалитативно се исти. Значи, дали ќе верувам јас дека ако фрлам вода, ќе го поминам испитот или ќе ми биде во животот се лесно како вода, или ќе мислам дека ако си мислам јас позитивно, стварно се позитивно ќе ми се деси, или ако 3 пати, не знам, кога ќе станам секоја сабајле, мислам на, не знам, дека ќе имам добра работа и после 3 месеци, 4 ќе ми се случи тоа без да барам работа. Нели? Да. Или ќе оставам ташната доле и за тоа ќе имам пари или нема да имам пари, ама јас нема да работам. И тоа магично ќе се случи. Квалитативно овие работи се исти. Но индивидуализмот денеска, капитализмот како таков, социјалните мрежи нудат еден нов различен систем на верување кој што бега од традиционалниот, односно бега од институционалниот, бега од религискиот. Така последно читав едно истражување дека во Британија и во општеството генерално се враќа повторно паганизмот и паганските обичаи, односно пак младите сака да избегаат од религијата или од било каков систем кој ги затвора. Тука е исто проблемот и со гревот кој религиите го имаат. Значи младите луѓе денеска не сакаат да подложат на правила на што е грев, што не е и како треба да се однесуваме, моралните вредности како такви. А од друга страна ги имате социјалните медиуми, најразлични не знам, коучови, најразлични инфлуенсери, најразлични гледачи на тарот, астролози, кои што може и да си ги платите, доколку ве интересира и сакате повеќе да знаете. И се создава еден, да речем, паралелен систем, еден систем кој што е онлайн и верување кои што доаѓаат од некаде таму и еден систем кој што нели го имате дома во семејството и не знам. Има ли разлика во однос на општествата? Значи, дали прозападните општества се поотворени кон енергиите, не знам, има ли општества кои што се поконзервативни, се држат кон класичните религии, значи дали има врска со географската позиција во која што се наоѓаме, а со тоа, односно со нашата отвореност кон информациите кои што ги примаме, дали постои можеби разлика во силината на вербата меѓу мажите и жените. Ова го кажувам и од аспект на една многу популарна серија која што беше голем хит изминативе години, White Lotus, нели, последната сезона во која што една од главните ликови всушност ги базира сите своји уверувања на тоа дека не знам, несреќата доаѓа во пакетот 3, но при тоа е наједуцирана во поглед на познавањето на енергијата, на духовноста, на тоа што значи да се биде добар човек. Значи практично едно конфронтирање на се и се што во еден лик, но можеби најдобро го отсликува денешнината. Истражувањата поголема дел покажува дека жените се подложни на верувања во одредени сили или енергии, за разлика од мажите кои што се повеќе на некој начин, да кажем, рационални или повеќе практични. Во однос на возраста? Да, во кој веруваат. Во однос на возраста, па најверојатно би било дека постарите луѓе веруваат повеќе во овие, не знам, суеверија, но пак ќе речам тоа е поради начинот на кој што тие се растени во образованието, исто така до некој степен игра улога, но и не игра. Тука е интересен систем што ние освен што сме рационални, ние сме и емотивни битија. Така што верувањето во одредени суеверија е емоционална реакција, не е рационално. Така што да, со степенот на образование најчесто луѓето во поголем степен се атеисти, но не значи дека не веруваат пак во духовноста. Така што дали во сите овие
нивоа, во сите овие нијанси на суевериеве, да кажеме, можеме да го извлечеме и позитивното, како што го спомнав и јас пред малку, или така наречен пласибо ефект, дека не знам, одредени верувања стварно можат да направат чувството, самодовербата, начинот на кој што се поминува низ денот, да го охрабрат просто човек, но и обратно, дали може да имаат и негативен ефект. Да, овие суеверија, како што напоменав и на почетокот, се заштитен механизам. Односно, на сите нас ни се заштитен механизам кога ќе имаме, кога ќе се соочиме со анксиозност, со несигурност од иднината и најчесто од ситуации кога немаме контрола, можеби тогаш најмногу нели сме подложни на ова суеверие. И во таквите случаи е многу добро затоа што на еден начин тие го смируваат човекот, му даваат едно смирение, една поголема сигурност кога ги прави работите. А од друга страна, исто така може да бидат искористени против нас. Например, имаш луѓе кои што нели на разни гатачки, кои што да речем ги лажат луѓето. Потоа продаваат на секакви лекови, леково направиш ова, ќе ти се случи тоа, така што може да бидат искористени за манипулација. Исто така и во политички цели, од друга страна може да бидат кога нели вие пуштате некаква порака дека нешто лошо ќе се случи ако не гласате за некој или направите ова или направите она, така што овие верувања може да бидат искористени и за добро и за лошо, но првично се заштитен механизам на самата личност. Дури кога од негативен, дури кога самата личност ќе отиде и ќе искористат за негативно, пак таа се смирува. Значи ако јас отидам кај некоја гледачка или поратам некаков лек и таа ми каже дека ќе биде окей, да, јас сум искористена, ама од друга страна мојата анксиозност е намалена. Се среќаваш ли во твојата пракса и во секојдневието во работата со луѓе за кои не би помислила дека се склони кон суеверие? Тука зборувам пред се луѓе кои што имаат професии кои што се поврзани со науката, така што не знам, ќе видиме на пример и можеби не знам луѓе од природните науки кои што во своите кабинети или во своите домови имаат икони или одредени религиски символи, па едно со друго некако е неспојиво. Јас кога сум ги прашувала моите пријатели од сферата на науката, како го врзуваат својот професионален живот со вербата во нешто што не можат да го докажат, велат дека и нивната пракса покажува дека некои работи немаат објаснување и не останува никаква друга експликација освен да се бара објаснување во нешто таму, нели горе во универзумот, во Господ, нели кој каде си го нашол своето објаснување. Многу често се случува луѓе кои се соочени со, да речам, преголем стрес и преголема одговорност на самата работа, да имаат одредени механизми, па ќе речам, за помош кои што им помага да се справат со ова, па така и многу е нормално лекарот да си верува дека постои да најдат некој образложување кое што нема кое што некогаш постои нешто поголемо, тоа што го прави многу често се дешава да имаат среќен инструмент, не мора секогаш да биде тоа религиски или икона. Да, така што и тоа е еден начин на, пак речем, справување со анксиозноста, со стресот, со сето тоа што една таква работа го носи. Несигурноста, немањето контрола врз човечки живот е нешто многу големо за да си го препишаме самите на себе. Што тебе те води кон тарот картите? Зошто баш тарот картите? Да, јас со тарот картите како избор почнав од социологијата, односно од антропологијата, каде што прв пат ги земав картите како еден вредносен систем или хиерархиски систем што и ден денеска постои од аспект на символизмот. Седор моите другарки не сватија дека може да се гледа на тарот и да почна да ме тера да им гледам на тарот. И сега сум главна гледачка у друштво. И сите љубовни врски, со кој да видам, со кој да не видам, нели ги пробуваме да најдеме одговор преку тарот, но сепак нагласувам дека тоа е нешто што е забава, дека тоа не е базирано на реалноста и е нешто што е променливо и може во секој момент да се смени. Ако верувате во енергија, супер. Ако не верувате, и тоа е енергија. Доколку ви е подобро кога ќе чукнете во дрво, окей, но бидете сигурни да не е иверка. Доколку манифестирате љубов, погрижете се и другата страна да знае за тоа. И ако денеска не ви е денот, не значи дека е до ретрограден Меркур. Може би само ви е понеделник во душата. До следното издание на Reality Check, верувајте во се што ве прави среќни.
Само погрижете се барем да биде забавно. Се гледам.